Благодарам. Значи, овој автопат е од суштинско значење за граѓаните на Битола, Прилеп, општина Могила, општина Новац и сите населени места. Има неколку причини за кои што ќе зборувам. Значи, прво, од безбедносни причини е битен да се направи овој автопат заради добивање во време, заради привлекување на странски инвестиции и на крајот оваа пандемија со COVID-19 не знаеме до која ќе трае, затоа што имало пандемии по десетини години кои што траеле, а сите сме сведоци дека Клиничка болница Битола и Општата болница Прилеп секојдневно вршат транспорти на пациенти од Битола до Скопје и со започнувањето на автопатот ќе се добие во време и нема лекарите од тие две болници да се измачуваат, особено во зимскиот период, затоа што тоа е добро и за докторите, и за сестрите, меѓутоа и за пациентите. Еден инфаркт колку побрзо ќе биде пренесен до местото каде што треба да се интервенира, толку подобро, или еден тежок пациент со COVID-19, колку побрзо ќе се пренесе до клиника, тоа е толку подобро и за самиот пациент. Значи се случувало во зимскиот период со сати да чека возилото за да може да замине заради одрони, заради снег, лизгав пат и така натаму. И на крајот, ова беше ваше ветување, да ве подсетам дека во 2016 година беше започнат експресниот пат, беа обезбедени средства од Европска банка за обнова и развој, со динамика од 3 до 4 години да заврши, меѓутоа беше стопиран. Ке ве подсетам дека на 24.8.2019 година цитирам изјава од премиерот Зоран Заев, ќе се бира нова фирма која ќе го гради експресниот пат Прилеп-Градско. Во тек е изработка на тендерска документација за избор на компанија преку која ќе продолжи изградбата на експресниот пат Прилеп-Градско, која е прекината поради раскинување на договорот со шпанска фирма во 2016 година. Зашто тоа е една од најважните трансверзали кои што буквално ја преполовува нашата земја, важна е за туризмот во Охрид, важна е за Прилеп, Битола, Ресен, цела Пелагонија, сите градови и села. Во буџетот има определено средства за оваа делница. Веруваме дека многу наскоро ќе ги видиме машините и механизацијата како работат на делницата, меѓутоа сите сме сведоци и сите знаеме дека ниту има машини, ниту механизација која што работи на тој пат. Ви благодарам.